Здраво Македонија и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300 кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени и се што останува е само да ги повикам за да седнат во нивните надпреварувачки кабини. Како секогаш така и денеска прво ќе ги повикам денешните домакини, а тоа се Раде и Мартин. Повелете. Мартин, здраво. Раде, здраво. Како сте расположени денеска? Па добро, Добро, до сега имаме учинок, ја не ја рачунам таа првата, нели, што изгубивме, иако ни влегува во броењето, нели, на оние 5 максимални учества. До сега, ќе баталиме таа, до сега имаме 100% учинок. Значи, немаме ниту лицитација изгубено, ниту изгубено на листата, односно ги имаме земено сите пари до сега, сите 2 пати максималната сума. Браво за тоа, искрено се надевам дека ќе продолжиме вака и понатаму. Денес имате нови противници, ќе треба да се соочите со нив. Дали сме подготвени? Па да. Па да речеме. Да. Повторно во улога на домакини, ваша е домакинската кабина. Повелете. Нормално, за да продолжиме понатаму, треба да ги запознаеме и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачи Горан и Филип. Повелете. Как се ве? Добри ли сте? Добри. Повторно во Листа за 300 се гледаме. Ќе те замолам, ајде збор два, кој си, како си, што си, од каде доаѓаш, да ги освежиме Филип меморијата. Николовски доаѓам од Прилепа, точно Баратина, со мојот татко. Така, за денеска, Филип, како, кој возеше од Прилеп до тука? Јас. Ти возеше? Да. Уморен си или добар си? Не. Немаш гај, Не, така. Да те запознаеме и те, те знаеме, више долго време, чисто да им освежиме меморијата, што викам на нашите Горан гледачи. Николовски, цела Баратина исто. Како ме татко на 2 деца, една сопруга. Една собруга, 2 деца? Да. Да? Доста се. Супер. Другото дете? Ќерка или син? Чирка, да. Зошто не дое со вас денеска? Полагаше денеска за Така, да не Имаше обврски. Така, си имаше своји обврски, наредниот пат може. Така, денеска ќе имате плюс, како да кажам, стимул за да победите, за да донесете неистина. Да. Те, подготвени сте за денеска? Да. Сакате да додадете нешто, да поздравите некој или тоа е тоа сега? Тоа е тоа. Доста. Почувате како предизвикувачи. Дали ќе продолжиме понатаму? Па сакам да видам што ќе се случи, искрено посакувам. Со среќа, ваша е предизвикувачката кабина. Повелете. Ради Мартин, односно Горан и Филип, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега останува на мене да проверам истите дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел, ќе ве замолам да исклучиме прво кабината на домакините. А Горан и Филип, дали се слушаме? Да. Да, немаме никакви проблеми, така? Не. Во продолжение да ве потсетам чисто. Ако имаме некаков технички проблем, веднаш да ми кажете. Ако нешто не ме слушнете или пак не ме разберете, да ме прашате обавезно. Добро. Да не направиме некоја несакана грешка. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и нивната кабина. Ради Мартин, дали се слушаме? Да. Тоа е тоа. Немам што друго да додам, може да продолжиме, така? Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, плюс и домакините ми дозволија, односно ми дадоа зелено светло за да стартуваме. Па, да започнеме. Како и секој што ќе денеска започнуваме со првата лицитација, односно првото надавање. А темата за истото гласи: машки имиња на буквите К, Л и М. Бараме машки имиња кои почнуваат со буквите К, Л и М и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, српски, ромски, турски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши жители. Ради и Мартин, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Горан и Филип, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација се тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Горан и Филип. Горан и Филип, кога ќе имате понуда, да чуеме, се извинам, само да исклучим и кабината на домакините на Ради и Мартин, ви благодарам. 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7.
9. 9. 12. 12. 13. Uopće kada spaljen. 13. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 20. 20. I 1. 21. I 2. 22. 23. 23. 4. 24. 25. 25. 7. 27. 28. 28. I 9. Едно повеќе 29. 30. 30. 31. 31. 32. 32. I 3. 33. 34. 34. 5. 35. 36. 36. I 7. 37. 38. 38. 39. 39. 40. Стигнавме до 40. 41. 41. 42. 42. Нека одговара. Да одговарат? Во ред. Горан и Филип решија да ви дадат шанса, Ради Мартин, вие да го отворите резултатот. Дали во ваша полза, ќе видиме. Искрено се надевам. Сега вака. Имаме 42 празни полиња, бараме машки имиња на буквите К, Л и М. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Кирил. Кирил. Така е. Киро. Киро. Точно. Круме. Круме. Така е. Кире. Кире. Така е. Кирче. 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 Така реков. Така е. И Кирче е точен одговор. Ако е Кирче, точен и Кирчо. Кирчо. Хајде да видиме. Така и Кирче е точен одговор. Крум. Крум. Така е. Крумислав. 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 Точно. Крсто. Точно. Крст. Крсто рековме? Да. Крсте. Крсте. Така е. Коста. Коста. И Коста е точен. Костадин. Костадин. Така е. Константин. Константин. Точно. Кастриот. Кастриот. Така е. Климент. Климент.
Климе. Така е, добро, Климе. Така е. Лазе. 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 Така е. Лазар. Лазар. Така е. Лазо. Лазо. Така е. Лирим. Може да ми повториш още? Лирим. 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 Друлови. Така е. Ламбе. Ламбе. Колко е ламбе? Точно. Ласте. Ласте. Точен одговор. Мартин. Мартин. Точно. Кој знае дали ќе се сетиме Марко. Марко. Кој е тој? Точен одговор. Маркијан. Маркијан. Така е. Матеј. Матеј. Точен одговор. Матео. Матео. И тоа е точен одговор. Мирослав. Мирослав. Точен одговор. Мето. Мето. Така е. Методија. Методија. Точно. Методи. Методи. Така е. Мухамед. Мухамед. Точен одговор. Момир. Момир. Да. Така е. Маријан. Маријан. Со иј. Ајде сега со ије. Аха, Маријан, значи. Без си. Добро. Е сега со и. Исто. Така е. Маријанчо. 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 Така е. Миле. Миле. Точен одговор. Милан. Милан. Точно. Митре. Митре. Добро. Мишо. Мишо. Точен одговор, Мишо. Михаил. Михаил. Точно и последното. Михајло. Михајло. Со Михајло ги завршуваме оние 42, ако не се лажем, или 41, колку беа? 42. Имиња на буквите К, Л или пак на М. Браво заради за Мартин, уште еден освоен поен, поблиску сте до победа, но ништо не е готово, затоа не се опуштајте, се може за миг да се промени. Горан и Филип, надававме доста искрено, но ради Мартин им се погоди темата, знаат доста имиња и не им представуваше некој поголем проблем да стигнат до оние 42. Само храброво продолжение, не се предаваме така, ништо не е готово, имам уште една лицитација сконцентрирано. Договорено? Пред да продолжиме понатаму, да прочитам јас уште неколку машки имиња на буквите К, Л или пак на М. Тука ги имаме Карло, Козма, Коки, Кристијан, Крунослав, Кузман, Кузе, потоа Ласко, Ласло, Ласте, Латив, Левко,
Леонид, Луан, Луис, Лука, потоа ги имаме на М, Македон, Максим, Маринко, Марио, Марин, Матеј, Матеа и така натаму. Сега, драги гледачи, е време за второто надавање, односно втората лицитација. Темата за истата гласи: индивидуални спортови. Бараме индивидуални летни спортови, без обзир дали се олимписки или пак не. Под индивидуален се смета секој признат спорт во кој еден надпреварувач се надпреварува сам против друг, без обзир дали е во машка или женска конкуренција. Морам да ви објаснам дека дисциплини во некои спортови, како фрлање копје, не се спортови, туку дел од еден ист спорт. Исто така, разни игри, како домино, табла или бридж, не се сметаат за спортови. Ради Мартин, дали не е јасна темата? Горан и Филип, дали не е јасна темата? Да рече. Па, ја ќе повторам уште еднаш, ги бараме оние индивидуални спортови. Внимавајте, некои имаат и повеќе дисциплини, содржат повеќе дисциплини. Затоа гледате да го кажете спортот, затоа што не ги признаваме дисциплините. Ако е се јасно, први со надавање, знаете дека при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат негатива по првата одиграна игра. Моментално, за жал, во таква ситуација се наоѓаат Горан и Филип. Ќе ве замолам да исклучиме повторно кабината на домакините. Горан и Филип, кога ќе имате понуда, кажете. Чекај sad, малце не ни е Да, јасно. Ова спортови, например, трчање, фрлање, си ето под дено спаѓа под атлетика или башка ти? А? Да. Добро. Дали не е појасна се? Да, Ја, 5. да. 5. Започнуваме со 5. 6, 6. 8. 8. 9, 9. 10. 10. 11, 11. 12. 12. Све кај нас 13-ката. Кај нас 13-ката повторно. Пак да, цело време ќе се бъде точно. 13. 15. 15. Ама и како да не би малерозна нешто. Јас сум роден на 13. Да. така. Твој датум, твој број. Идеме 16. 16, 16. 17. 17. 18, 18. 19. 19. 20, 20. 21. 21. 22, 22. 23. 23. 24, 24. 25. 25. 26, 26. 27. 27. 28, 28. Ај, нека одговара. Да одговарат. Ајде да видиме. Повторно ради Мартин, ке треба да си го заработите на овој начин. По еднот, не дека на другиот нема да си го заработите, не дека ете. Помалце е важен и вака, нели? Горан и Филип повторно се решија да ви дадат шанса самите да одлучите за својот поен, а и за нивната судбина. Доколку и сега успеете да ми дадете 28 точни индивидуални спортови, назви на индивидуални спортови, тогаш се силите тука на главната сцена, во спротивно ќе играме пенали. Кога ќе бидете подготвени, повелете. да почнеме со кралицата, атлетика. Атлетика. Така е. Автомобилизам. Автомобилизам. Така е. Мотоциклизам, Мотоциклизам. Така е. велосипедизам, Велосипедизам. Точно. Тенис. Тенис. Така е. пинг-понг,
Пинг-понг. Точен одговор. Бадминтон. Бадминтон. Така е. Гимнастика. Гимнастика. Точен одговор. Сега во објаснувањето не сме сосема сигурни, има еден пододел ритмичка гимнастика, Ритмичка гимнастика, сега ќе видам само момент. што не е исто со гимнастика, нели? Така. Само момент. Да, 900 најдов се се води како индивидуален спорт и како посебен од гимнастика, ритмичка гимнастика, точен одговор. Пливање. Пливање. Така е. Скокови во вода, да. Скокови во вода. Така е. Алпинизам. Алпинизам. Така е. Бокс. Бокс. Така е. Кикбокс. Кикбокс. Борење. Точно. Борење слободен стил. Борење слободен стил. Така е. Борење грчко-римски стил. Борење грчко-римски стил. Борење грчко-римски стил. 16 точен одговор. Карате. Карате. Така е. Джудо. Джудо. Точен одговор. Ајкидо. Ајкидо. Така е. Теквондо. Теквондо. Така е. Еден спорт што јас го практикувам, што е доста напорен, шах. Шах. Да, што бара многу физичка спрема. Така е. Затоа секој се вајле трча раде го гледам дека се спрема. Мускули. Да. Веслање. Веслање. Така е. Кајак. Кајак. Точно. Кану. Кану. И кану е точен одговор. Стреличарство. Стреличарство. Уште колку остана, извини ме? Уште 4, сега уште 3. Стрелаштво. Стрелаштво. Така е. Бодибилдинг. Бодибилдинг. Бодибилдинг, точен одговор. Кој ќе биде 28-миот? Голф. Голф. Голф кој? 4, 5, 6. Не, голф плюс вестерн. Голф. 28-ми точен одговор за Ради Мартин. Браво си, секоја чест. Одлично одиграно. Морам сега ќе ве пофалам, ќе ве повикам за кратко на сцената, но претходно да се простам со вашите противници. Горан и Филип, не ни беше денот денеска. Очигледно си одигравте секако што треба. Искрено немам никаква забелешка да ви дадам во врска со тоа. Храбро игравте и на оваа тема можеби од кога почна да ги набројуваат и вас ви светна повеќе
спортови, но тоа е што е. Многу ми е жал што вака завршивме денеска. Искрено, посакував барем пенали да играме, се вика. Нареден пат. Да, нареден пат. Ме радува што Филип ете, вака си самиот си кажа да не ме канам јас, драго ми е што самите се поканивте. На мене ми останува само да ве чекам повторно да дојдете. Да. Договорени сме? Да. Без разочарување, едва чекам повторно да се дружиме. Сега, за жал морам да им кажам чао. Но пред да ги повикам Ради и Мартин да ми се придружат тука на главната сцена, да прочитам уште некои од оние индивидуални спортови кои што не ги кажа моите надпреварувачи. Тука ги имаме, ќе пробам јас ја да издвојам искрено. Кажавме поголемиот дел, искрено. Едрење не кажавме, потоа куглање не го кажавме, кендо, па конички спортови, кревање, тегови, мечување, риболов, и така триатлон и така натаму. Ги кажавме голем дел од оние индивидуални спортови кои што постојат и се играат и ден денес. А сега, драги гледачи, време е да ги повикам Ради и Мартин тука на главната сцена и да ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Што ќе направат? Ке дознаеме за кратко, затоа останете со нас, се враќаме по паузата. Мартин и Раде повторно по трет пат ми се придружија тука на главната сцена и ќе имат повторно шанса да освојат убава парична награда. До сега 600 евра ми однесовте. Имам нова тема тука, што значи нова шанса повторно да ми земете уште 300 евра максимално, а минимум 50 евра. Да не ви го одзимам повеќе времето, веднаш се селиме кај нашата листа, која што е составена од 15 празни полиња. Доколку ми дадете 3 точни одговори, вас ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ќе си заминете од тука како и што си заминавте до сега два пати со парична награда од 300 евра. А сега, Мартин и Раде, ако сме подготвени, да ви ја кажам темата, може ли? Може. Па да. Слушајте вие добро, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема градови во Австралија и Нов Зеланд. Извор, сајтот на преглед на светска популација. Бараме градови во Австралија и Нов Зеланд кои имаат повеќе од 100.000 жители. Затоа бидете внимателни и кога ќе бидете подготвени, започнете. Стварно не му се даваат пари. Ајде, јас вака од филмови што сум го чул еден во Нов Зеланд, 2 града знам таму. Крајстчерч. Чекай бе, ајде да се. Идете заедно со сигурни да Австралија има Окленд е главниот град, да. Со кој? Окленд. Окленд. Окленд и прв точен одговор за Па си одиме сигурно што викаш Сиднеј. Сиднеј, зашо да колку и да се подобро со пари да се без пари така кажат, нели? Сиднеј точен одговор. И Мелбурн. И Мелбурн. $50 евра се ваши. Мелбурн точен одговор. Супер. Ајде да се честитам и за тие. Мартин, ќе ги скопаме ше 3. Камбера, Бризбен И Бризбен. друго. Одиме понатаму. Одлично. Камбера, Камбера или Камбера. Така е. Перт, кај што се нашите македонци. Перт. Така е, точен одговор и голем поздрав до сите македонци во Перт. Бризбен. Бризбен. И Бризбейн. Така е, точен одговор, 100 евра се ваши. Размислете се што правиме за понатаму. Не, размисливме. Размисливте? Не, баш ми е. Мислам дека може, ништо не мислам јас. Доволно е. Ваша си одлуката, така е. Честитки за овие 100 евра. Одлично, иако мислам дека сега ќе ви текну уште некој или може јас така си мислам зашто ги читам градовите дека ми текнува имена, Може да не се да, лажеме. може и да... Може да не ни текне. Мартин и Раде, честитки за освоените 100 евра денеска и за обезбеденото учество во следното наше издание. Едва чекам повторно да видам како ќе се одвиваат работите. Интересно ми е со вас. Градови во Австралија и Нов Зеланд, да прочитам уште некој. Тука ги имаме Аделаид, потоа Дарвин, Логан Сити, Ньюкасл,
Таунсвил, Тувумба, Хобарт, па потоа од Нов Зеланд ги имаме Велингтон, Данедин, Крајстчрч, Ловерхурт, Тауранга и Хамилтон, покрајној Окленд кој што го кажав. Да, мене кога реков дека ќе ви текне, мислев само на Дарвин и Дарвин ќе ми текне, на Њукасл, искрено и тука и моето, и Логан Сити. Крајстчрч сум го од тасманискиот ѓавол, тој градот, се спомнуваш, ама... Јас не го знам, го прочитав за се на памет. Со ова го завршуваме, драги гледачи, денешното издание на квизот Листа за 300. Сега го продолжение останете со програмата на телевизија Сител. Уживајте и чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!